Jemi sërish së bashku dhe në fakt tani do fokusohemi pak më shumë në sferën ekonomike, le të themi kështu, apo më konkretisht e bizneset apo ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe në fakt edhe për konsultimin e tyre me konsulent biznesi. Dhe në fakt ditën e sotme ne do e shënojmë me atë se si mund të diagnostifikohen ato probleme të cilat i kanë bizneset e vogla dhe të mesme përmes një eksperti apo konsulenti biznesi dhe që të njëjtat në fakt më pas të sjellin edhe deri te produktiviteti. Me mua së bashku në studio është Irina Avramska-Pashovska. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ке почнуваме за тоа, ке зборуваме за малите и средните бизнеси и вашата конкретна работа како бизнес советник, но кои се тие најчести предизвици со кои се соочуваат малите и средните бизнеси, компании или пак предпријатија и кои бараат ваша интервенција? Јас најпрво би дала еден осврт само што значи и сам еден процес и за да стигнеме нели до самите проблеми, за да може да ги идентификуваме. Конкретно моментално работиме баш на бизнес диагностика како концепт за малите и средни компании, што сметаме дека е многу релевантен. Затоа што преку таа бизнес диагностика навистина се опфаќаат сите активности кои што една компанија ги изведува, односно од аспект на продажби, производство, финанси, човечки ресурси, стратегија, значи целокупно работење. Со тоа што веќе имаме како дел од самиот проект за модернизација на приватниот сектор, значи имаме веќе изработено неколку диагностики, токму таму се повлече како еден заклучок дека исти или слични предизвици имаме кај и среќаваме кај малите и средни компании. Тоа е најчесто затоа што се очекува повеќе товарот да е на еден човек, дали е тоа сопственикот или менаџерот. Значи имаме тука недоволно добра организацијска структура. Прво и поради големината на самата компанија, а некогаш и поради самата неможност или пак негледање дел истата да се коригира или пак да се да речеме на некој начин приспособи кон големината и кон работењето на самата компанија. Воочуваме исто слаба финансиска дисциплина, значи многу ретко фирмите мониторираат, имаат некои показатели, индикатори кои што ги следат. Тоа ни е исто еден дел кој што навистина го гледаме како проблем, кој што односно поле кој што треба навистина да се подобри. Се следи слабо продуктивноста на вработените, значи немаат исто поставено некои мерливи вредности каде што се гледа дали целиот потенцијал се искористува на самите вработени и воопшто на продуктивноста на самата компанија покрај вработените, значи тука имаме и останати производствени капацитети. Така да тоа се некои да кажеме проблеми што многу често ги среќаваме и последно што би само издвоила е стратегија и визија. Многу од компаниите работат од ден за ден без да имаат некој план или визија за следните 3 до 5 години, што навистина е некој показател дека немаме структурен, односно корпоративен начин на управување, меѓутоа тоа би само заклучила дека е и својствено за најчесто за семејни фирми, пошто така и кај нас е дефинирана економијата, дефинираат повеќе семејните бизниси, меѓутоа па ние викаме дека тоа е еден исто показател што треба самите тие да го воочат нормално и самите тие да сакаат да преминат во еден вид на корпорација. А како можат овие мали и средни бизнеси или пак предпријатија да идентификуваат кога им е потребно да земат надворешен консултант или пак бизнес советник? Најчесто тоа е многу лесно затоа што секој си ги знае неговите финансиски резултати. Значи, доколку се утврди некој пат на профитабилност, доколку гледаме дека има бизнисот потешкоти и со ликвидност, доколку се гледа дека има зголемена залиха која што не може да ја продава, значи има заробен капитал во магазин. Самата компанија веќе има некои побарувања од клучни клиенти каде што бараат повисоки стандарди на работење или пак има зависност од некој еден клиент. Тоа се подречја кои што се навистина еден добар показател, едно црвено знаменце што е веќе за компанијата дека е препорачливо да се консултира со некој надворешен експерт за да се утврдат причините позади тоа и нормално да се бараат и решенија. Исто ќе кажам и покрај овие сите да кажеме кога имаме некое влошување, сепак консултанти исто така се е препорачливо и надворешни експерти кога исто самата фирма планира и некој свој раст и развој, некоја професионализација. Затоа што исто така треба да се изработи добра физибилити студија или добар бизнис план
или пак да се почне со диагностика па да дојдеме до планот, дали фирмата навистина има капацитет да апсорбира таков раст. Така да од сите аспекти има причина зошто би требало да се консултираат со надворешно лице, надворешен експерт. А кои се тие методи или пак алатки кои што бизнис советниците ги користат за диагностифицирање на проблеми кај пак малите и средните бизниси? Има многу алатки. Ние преку проектот исто така и ние како консултанти се учиме нормално и секој ден се воведува по нешто ново, што за нас е исто многу има голема додадена вредност. Користиме многу познати алатки барем за публиката која што веќе работи на нашето подрачје, меѓутоа идентификување на слаби страни, алатки за идентификување на слаби страни, јаки страни, можности и закани, тоа е така наречените SWOT анализи. После работиме на PESTLE ISLO анализа, каде што идентификуваме и каква е целото обкружување на самата компанија, од технологија, регулатива, значи се што може да афектира од надворешното обкружување. Користиме исто така алатки за да се види колку е ефикасноста во самото производство, доколку е производствена фирма или пак време на испорака на услуга, доколку е услужна дејност, некоја компанијата во услужна дејност. Користиме алатки исто за споредба со индустријата, тоа се некои бенчмаркови, значи воочуваме индикатори кои што се споредливи, па за да видиме фирмата каде е позиционирана на самиот пазар и дали има можности за подобрување наспроти својата конкуренција. Користиме алатки за финансиска анализа, хоризонтални и вертикални анализи, така да навистина за секој подрачје си има точно одредени алатки кои што се препорачливи нормално се користат. Како што кажав, се зависи од типот на компанија, големина на компанија, информации кои што се достапни за тие алатки нормално и да дадат информација која што треба ние да ја искористиме за самата анализа. Така да тоа го со самата компанија, значи откако ќе влеземе да работиме со самата компанија, тие се утврдуваат на некој сам почеток и многу зависи нормално од квалитетот, како што кажав, на информација. А каква улога играат собирањето и анализата на податоците кои се собираат во диагностицирање на проблеми од страна на советниците? Мислам дека најголема улога имаат податоците. Без добри податоци нема добри анализи. Тоа е уште една додадена вредност за компаниите, меѓутоа мој заклучок е, пошто веќе навистина многу време работам со приватен сектор, компаниите располагаат со огромен број на податоци и тоа добри податоци кои што навистина може да се искористат во насока на нивно подобрување, на подобрување на нивното работење. Меѓутоа не често гледаме дека истите се структурираат и истите се користат на тој начин. Така да ние во тој пристап, да кажеме што е една од почетните фази кога почнуваме со самиот процес на бизнес диагностика, најбитниот дел ни е токму собирање на податоци, меѓутоа ќе кажам и од квантитативен аспект податоци, а исто толку важни за диагностиката се и квалитативни податоци кои што ги проведуваме преку интервјуа, преку фокус групи, преку различни работилници со вработените, каде што се трудиме да навлеземе, како што кажав, покрај бројките и во самата стратегија, лидерство, организација, а тоа го добиваме нормално со директни разговори со самите вработени, со менеджментот. А пак како можат малите и средните бизниси да проценат ефикасноста на решенијата што бизнис советниците ги нудат? Најбитно е во целиот процес самата компанија прво да биде свесна дека треба да соработува со самиот консултант, со надворешниот експерт, затоа што доколку е дел од процесот, значи заедно ги идентификуваме проблемите, заедно бараме потенцијални решенија и заедно утврдуваме некоја мапа, ние сакаме да ја наречеме како roadmap, тоа е како еден патоказ или план за подобрување, еден вид на акциски план. Нашата цел е кога ќе се заврши со самата анализа, значи да дојдеме до некоја краткорочен акциски план, среднорочен и долгорочен, да раздвоиме тоа што е каде што се потребни и дополнителни инвестиции, меѓутоа и некои брзо потезни чекори кои што може да се направат и кои што може да донесат подобрување, а не се потребни дополнителни инвестиции. Така да поставуваме индикатори врз основа на кои самата компанија, значи во зависност од самата интервенција за колку време треба да се спроведе и самата активност, може да ја мери согласно тие индикатори. Се поврзуваме на крај со бројки нормално. Целта е доколку зборуваме за подобрување или да имаме оптимизирање на трошок или зголемување на продажба или пак развој на одреден нов сектор, или пак исто зголемување на продуктивност, се на крај на денот тоа се рефлектира во нивните бројки и финансиски извештаи. Благодарам многу за ова интервју. Ви благодарам јас на вас.
Me ka që mbyllim edhe këtë bisedë sa i përket diagnostikës dhe biznes konsulentëve dhe si ndikon kjo në bizneset e vogla dhe të mëdha. Ky aktivitet mbështetet në kuadër të projektit për modernizim zviceran të zbatuar nga Swiss Contact dhe përmbajtja e shprehur nuk duhet të merret si pasqyrimi pikpamjeve të donatorit dhe zbatuesit.